Цивил медија. Како започна вашата кариера? Каде се роди идејата за диџејството и така? Па, идејата за диџејство и за музичка продукција започна во моите рани 5 години. Да речеме не диџејство, меѓутоа компонирање. Кога го добив првиот мал синтесајзер за подарок од мојот дедо, Yamaha, и на 5 години почнав да свирам. Тогаш дознав дека сум заљубена во музика. 13 години кога бев, посетував приватни часови по клавир, затоа што многу сакав музика. Меѓутоа, ете, моите, живеејќи во тоа старо, да речеме, време на социјализам, мислеа дека од музика не може да се заработува и ме насмерува кон економија, право и така натаму. Завршив средно училиште економско, потоа завршив новинарство, факултет. Од интерес дека, ете, јас многу сакав да пишувам, сакав да споделувам информации, сакав да поврзувам луѓе, да правам нешто добро во општеството, меѓутоа видов дека новинарството кај нас не ми беше баш тоа што го очекував. Сепак од музика никогаш не се откажав, потоа продолжив со музичка едукација по музичка продукција и рекординг во Enterprise музичкото училиште на Валентино Скендеровски. Завршив таму курс, себе во првата група и продолжив со музичка продукција и издавање. Првиот албум беше мојот Beat of the Bazaar, албум кој што беше издаден од канадска издавачка куќа и потоа продолжи целата кариера кон Европа, Америка и така натаму. Следеа 13 албуми, веќе 14 или 15 ми е поред. Нов албум, многу синглови, подпишување со огромни издавачки куќи, Sony, Universal, EMI, музика за документарци, музика за реклами и така натаму со големи компании. А диџејството, првиот мој настап беше 2005 година. Започнав во околината на Македонија, прво надвор, потоа во Македонија и потоа веќе почнав да излегувам надвор и сега секој лето сум Шпанија, Ибица, Грција, Санторини, островите, лани бев Мексико, пред тоа Доминиканска република, острови, Мајами и така натаму. Така да, тоа е пасија која што се уште не завршила веќе 15 години. Го работам тоа и професионално и како хоби. Значи, работа од љубов. Спомнувате многу места надвор каде што творите или пуштате музика. Каква е ситуацијата во нашата држава? Дали има можност луѓето да компонираат или да... Можност има секогаш и секаде. Особено во нашата држава, ние навистина имаме големи можности. Сега со интернет, со постојање на интернет, јас почнав во време кога ништо немаше нели достапно на интернет да се види на YouTube како функционираат програми или што значи продукција или рекординг, купував книги од Amazon, од eBay и така натаму. Сега е достапно се за секого. Опремата што се со овие контролери барем, музички контролери, диџејски контролери, секој може да научи да пушта музика. Нормално би било добро да се префери на CDJ, затоа што е по-професионална опрема, меѓутоа можноста е голема, веќе имаме училишта, имаме школи, има навистина луѓе, многу луѓе кои што имаат познавање, само треба да има желба и интерес и континуитет во истата работа. Возможно е. Каква е ситуацијата во Македонија? Во однос на тоа што го гледам надвор, ние сме на многу ниско ниво. Во однос на, да речеме, топ европски држави, Америка и така натаму. Кај нас, според мене, музиката е многу американизирана. Цела младина е свртена кон тој, за мене е low quality поп музика. Со тоа и ние диџеите имаме проблем да се изразиме како што сакаме. Значи, сцената е премногу ограничена. Мислам дека треба да има поголема варијација и дека тоа многу зависи сепак според мене не од народот, од медиумите и од менаџерите на клубовите и локалите во кои што се пушта музика, бидејќи тоа што се сервира преку медиумите, тоа што младината го слуша, тоа што ќе го наметнат менаџерите преку диџеј, преку стил на музика, како сцена која што постоеше на пример пред 10 години, тоа сепак зависи од нив и според тој младината тоа ќе го слуша. Значи, они се главните едукатори и тие се тие кои што треба тоа да го наметнат. Што значи, мислам дека има уште за работа. Пред 10 години беше подобра сцената него сега.
имам изгледи, гледам никнуваат по некои нови локалчиња со некои нови идеи, нови менаџери кои што имаат подобри идеи, свртени си кон други правци на хаос и на техно музика и на ова и на она. Меѓутоа мислам ке му уште работа. Ама никогаш не се откажувам, секогаш имам надеж. Да, кај нас и многу од уметниците, не знам, музичарите, диџеите, често да се жалат на тоа дека немаат доволно простор или дека нема, не знам, дека мора да идат надвор од државата за да успеат нешто и дури тогаш можеби да бидат признати тука на ова тло, да речеме, меѓутоа и заработката и се надвор е многу на повисоко ниво. Прифаќањето публика, од една страна разбирам, мал пазар сме, меѓутоа има толку многу држави кои што се исто на некој начин мал пазар, меѓутоа работат на случајот на култура. На култура и на едукација на младината со квалитетна музика. Музика, како што велам, постоела до пред 10-15 години. Последниве 10 години се е изменето, некако сме под многу влијанија од... Сепак тврдам дека сме американизирани многу, што тоа не е баш репер за квалитет. Спомнате дека сте компонирали исто музика за реклами, за филмови. Да. Како еден тој процес, објаснете ми на кратко, за вас? На кратко, па вака, со тоа што јас многу пласирам музика надвор. Надвор мислам на светскиот пазар, преку сите радија, светски радија, има многу емисии кои што ги работам, радио емисии, стриминг сервиси, сите светски дигитални продавници. Јас сум врзана преку дистрибутери и агенции со клиенти кои што ме контактираат директно, дали преку дистрибуција или преку мојата издавачка куќа, не е важно. Доаѓаат до мене, едноставно ми нудат, ми треба музика за тоа и тоа и тоа, дали може да се изработи, пример музика за Samsung телефон, за Samsung S3 мобилен телефон. Ми беше реклама моја за Mazda Zoom Zoom например, или за Мерцедес, имав така соработки за Nestle, за T-Mobile, имаше проект пред 5 години, мислам дека со Германија, меѓутоа се тоа надвор од Македонија. Значи, компании кои што ме комуницираат од земји надвор од Македонија. Тука многу пати сум се обидала да стапам во контакт, меѓутоа малце тешко оди. Нели кај нас малце поинако размислуваат. Не е важно, меѓутоа процесот е таков, значи ми даваат мене дали филм или документарец или реклама снимена, јас изработувам музиката по нивно барање од прилика, нешто што они замислиле, меѓутоа сепак да се инволвирам јас со мојот стил и го изработувам, го праќам, го плаќаат и иде во етер. Кажете ми, каква е според вас ситуацијата со човековите права? Мислам, диџејството е работа и е... Да, човековите права, да, опфаќаат нели сите можни сегменти на едно живење, на една личност. Човековите права. Добро е што сметам дека се подигнува нивото на почитување на човекови права, се уште треба да се работи, нели, се уште има движење за правата на жените, за расните разлики и така натаму во различни сегменти се дигаат на повисоко ниво, меѓутоа треба повеќе да се работи на случајот, тоа мислам дека директно врзано со генералната свест на луѓето, колективна свест. И почитување на човекови права веројатно на државно ниво зависи од колективната свест на едно општество. Што значи кај нас е во ред, мислам дека функционираме во ред, окей. Со оглед на некои рурални подрачја, каде што се уште свеста на луѓето е на пониско ниво, па веројатно човековите права не се почитуваат во таа мера како што треба. Меѓутоа, мислам дека се движиме нагоре, се надевам дека свеста ќе се подигне на луѓето, дека со сите можни кампањи со кои што се спроведуваат, како и преку вашата невладина организација, сметам дека тоа придонесува многу за подигање на свеста на луѓето за човековите права. И за крај некоја ваша порака по повод 10 декември? По повод сите сме еднакви, сите сме исти на овој свет и сите имаме еднакви човекови права, без разлика на раса, без разлика на припадност, државна припадност, општествена припадност, социјална и така натаму, сите сме исти, сите доаѓаме, сите си одиме од овој свет. Така да мојот совет е и мојата желба е да се почитува секое човеково право на секој човек во овој свет. Со иста љубов, еднаквост и разбирање. Цивил медија.